така те да ве воведе во она што понатаму следи. Довидување. Исто ти благодарам и во вториот твој дел Светот на дланка, само за сите оние кои што се секое утро во 180 минути на фреквенцијата на телевизија Нова. Ние одиме натаму. ИТН продолжува информација точно на времена за сите вас. Доколку го видовте она промо кое што одеше вчера во текот на целиот ден, знаете веќе кој е нашиот трет гостин или која е третата тема на Муабет ова утро. Отворени се и нашите телефони за вас. Јавен превоз. Имаме ли култура на возење со, но и во автобус? Јас да прашувам, а го прашувам и директорот на ЈСП, Игор Јанушев. Добро утро или добар ден веќе. Така, добре ни дојдовте. Да. Благодарам поканата, добре најдов. Да. Кажете ни само да ви искористиме вака, не доаѓавте со јавен превоз, но доаѓавте со возило. Како стои ни сообраќај? Па, утрово, барем овој период сега кога доаѓав наваки, е добро. Добро, да. На време стигнавте. Да, ги нема оние, нели, вообичаени гужви кои што особено ги има околу, нели, 8-8:30 часот. Така е, да. Ги избегнавме гужвите, а кажете ми како директор на ЈСП, колку сте задоволен од сето она што го воведе, нели, електронскиот начин на користење на услугите на јавниот превоз, електронски картички, колку, како сте задоволни? Нели, дали веќе научивме сите ние како изгледа тој процес на влегување во автобус и користењето на картичките? Во однос на користењето на самите картички, мислам дека во најголем дел веќе сите научивме како се користат. Се уште имаме некои интересни ситуации кога Ке ни раскажете? Да, секако кога патници купуваат повеќе картички, мислики дека се повеќе како хартиените, се уште не ги запишуваат различните видови на билети на една картичка. Тоа при средби со граѓани, при посети на населени места или при обични состаноци кога имаме кај нас на работа, ќе се обидуваме тоа секогаш да го објасниме. Сега пред неколку дена имав средба со луѓе од одредено населено место каде што нели ме прашуваа за истото. И нели им објаснуваме дека нема потреба да купуваат по повеќе картички, дека ниста картичка може да се запишат повеќе продукти, односно повеќе билети. Повеќе различни продукти, така, да се договориме што им е нив нејасно, така. Да, бидејќи системот е така направен да самиот препознава, да ги препознава билетите и да прави приоритети во однос на тоа кој билет, односно паричните средства кога ќе можат да ги искористат. Меѓутоа сепак одлично е прифатен системот и во однос на тоа сме задоволни. На едно високо ниво е целата функционалност и користењето, а самото тоа го покажуваат, нели, и бројките, бидејќи имаме негде околу 450.000, скоро пола милион продадени картички. Скопски овие, така? Да, персонализирани и неперсонализирани вкупно. Значи, така да во тој сегмент секако дека сме задоволни. Во однос на функционалноста, она што беше, нели, првично планирано е исполнето. Имаме предвидено, односно направивме во меѓувреме дополнителни некои функционалности кои што видовме дека се неминовно потребни во јавниот градски превоз. Исто така и работиме на неколку довозможиме, значи некои во блиска иднина, некои во малце подалечна иднина. Кога зборам подалечна иднина, зборам за период од година, можеби 2, кои што ќе ги имплементираме, за кои што е потребно, нели, малце повеќе време за да се разработи, меѓутоа и малце повеќе време за имплементација на истите. Да. Имавте ли вие пред да станете директор на ЈСП навика да влегувате во автобус? Па видете, како човек што е дојден од друг град како студент во Скопје, значи неминовно било да го користам јавниот градски превоз, да. Така. Се сеќавам на времето кога користев уште старите автобуси. Кога функционираше со хартиените билети, кога билетот беше 15, 20, 25 денара, зависи 25 и 35, така, да, 30 во автобусите на ЈСП, така да, секако. Да. Што можеме да кажеме и сега како директор и пред тоа воопшто како корисник на услугите на јавниот превоз? Прашав и во темата, нели? Темата е дали имаме култура на возење со, но и во автобус. Зборевме дека ако имаме 450.000 со автобус, добро, можам да кажам дека бројките од година во година се во пораст. Значи, секоја година имаме се повеќе корисници. Од друга страна, доколку зборуваме за културата во или при возењето, тогаш можам слободно да кажам дека
се уште не сме на нивото кое што го имаме за жал Да. особено во западноевропските држави. Ние во последниве неколку години спроведовме неколку кампањи. Еви последната кампања од пред неколку месеци зошто да користиме јавен превоз. Сега исто така спремаме некои, ајде да ги речеме така наречени герила кампањи. Ваша беше она кога последен пат користевте јавен превоз или не? Тоа беше на некој господин кој што сам се обида, да. Нашата беше последната кампања последни месеци зошто јавен превоз со ние реклами на автобусите и на постојките каде што нели неколку поенти имаше дека е побрз, дека е поефикасен, поекономичен, со сите оние бенефити кои што ги нуди фактички градскиот превоз. Да, не знам дали сте го виделе она и тој искористил добра ви направил добар маркетинг. Во моментов нема подобар маркетинг од двокатните автобуси. Маркантни се, големи се, прекрасно изгледаат, се движат низ целиот град, имаме по најмалце 150 автобуси во секој момент во сообраќај, така да задоволни и те како влие, да, задоволни. Може да слушнеме, овде сме, отворена е програмата, да слушаме и првиот гледач, да. Тука сме за одговор, господинот Јанушев вели повелете, јас ви велам добар ден. Немало метеж низ сообраќајот, а како е кога се возите со автобус, кој да ни се јавува? Возењето со автобус е прилично комотно. Добро. И добро. Имам едно прашање. Повелете. Во врска со овие блок карти што се. Ајде. Од 250 денари. Да, тие за 10 вожи. Да, за 15 дена точно што треба да ги искористите. Така, тие се тие. Да. Билетот за 10 вози. Да. Прашањето ми е зошто е тоа ограничување за 15 дена? Да речеме, јас го користам многу ретко јавниот превоз и дали ќе потрошам за 15 дена 5 или 6 и другите ми пропаѓа. Така, да. Не ви се исплати да земете на попуст. 10 возења, ако се разбираме. Господин, ова е едно убедливо најпоставувано прашање во период од скоро 2 години. Видете, регуларната цена за единечно возење е 35 денари. Така е. Со ваквиот начин? Билетот за 10 возења чини 250 денари, што значи дека едно возење е 25 денари. Тој билет првично кога е воведен пред многу години назад е воведен со цел, но ние редовни корисници пред се кои што го користат градскиот превоз за одење и враќање од работа, да може значи со некоја поволност, со попус, за поевтина цена да го користат. За сите оние кои што не го користат редовно автобускиот превоз, како што е случајот со господинот, значи важи регуларната цена од 35 денари. Место да купувате билет во овој случај од 10 возења за 250 денари и како што кажате да ви пропаднат 2, 3 или 5 возења, значи можете да ставите 200 или 300 денари на електронскиот паричник, при секој влез во автобус ќе се валидирате со картичката на валидаторот и од таа сума ќе ви бидат одземени 35 денари. И ќе знаете кога, ама треба да си рачунате кога ви се потрошени, така? Валидаторот секогаш дава износ од колку станува. Пример, ако сте ставиле нели 200 денари минус 35, ќе ви покаже дека ви преостануваат уште 165 денари на електронскиот новчани. Бидејќи ова е многу, како да кажам, тема која долго време се поставува зошто е тоа 15 дена. Значи тоа е причината, бидејќи даваме со попуст. Имате попуст, ама и го имате во 15 дена. Така е. Сериозно размислуваме да воведеме слична оваква картичка, кој што исто така ќе има 10 возења, тоа кој што ќе кошта 350 денари. Значи пак ќе биде регуларно 35 денари. Ако сакате да ги користите нема да биде, ќе биде неограничено, меѓутоа и да ја воведеме нема никаква разлика тоа да идете да ставите 350 денари на новчаник и исто така да си ги користите кога сакате. Пак имате 10 возења. Знаев дека ќе биде вака, ама јас ви благодарам и мислам дека ова е најдобриот начин, нели ние како медиум да ве поврзаме заедно со граѓаните. Уште некого имаме на линија. Добар ден, добро утро, како сакате повелете. Добро утро. Ве молам, сакам да поставам едно прашање во врска со апарацињата што се во автобусите. Повелете. Дали постои можност такви апарациња да има на двата влеза во автобусот, затоа што само на едниот влез, нели,
се создава Гужва? Да. Тие што се напред не може да стасаат нели до задната врата за излегување. Да. И се ствара гужва. Тие што влегуваат, тие што излегуваат. Немаме нели онаа култура да така, чекаме така. првен тие да излезат. Тоа ми беше и муабетот втор дел, нели? Дали имаме култура на возење во автобус, не само со автобус, да. Благодарам на прашањето. Ви благодарам, да. Вака, пред да одговорам, сакам да напоменам на кратко една работа. Согласно редот на возење во самите автобуси, треба, иако не е така, секој патник е должен да влезе на предна врата, да се валидира и да излезе на задна врата или на средна врата, во зависност од тоа у кој автобус колку врати има и конфигурацијата на самото возило. Меѓутоа, тоа кај нас не се применува, имаме пробано повеќе пати, фирмата пробувала во низа години наназад. Меѓутоа, тој ред не можеме на тој начин да го воспоставиме. Размислувавме дури на некои варијанти како што има во одредени држави на самите постојки, значи да има буквално како на аеродромите бележано од каде да се влезе, да се излезе. Меѓутоа, тоа е нефункционално, непрактично и неизводливо. Така да преминам на одговорот на прашањето, да, сериозно размислуваме на таа тема. Постоечкиот договор кој што го имаме во однос на самиот систем, кој што опфаќа и инсталација на опремата, истекува негде во септември следната, значи 2018 година, што значи дека ние во меѓувреме нели ќе планираме нова набавка за одржување на целиот систем и за се она што ни е потребно и сериозно размислуваме во нели таа следна набавка да вклучиме и дополнително набавка на одреден број на уреди кои што во иднина би ги поставиле на задната врата во самите автобуси. Со тоа што ние при самата инсталација, кога го правевме и кога се спремавме за овој систем, веќе она потребна инфраструктура во однос на кабли и останати елементи е веќе пуштена, така да ако дојдеме до момент да сме нели во финансиска можност да ги набавиме уредите, ќе треба само да се постават и да се поврзат, што воопшто не е голема работа. Значи од ден за ден тоа би било така, во еден ден или два, да речеме, би се инсталирали. Тоа е, мислам, не повеќе од, не знам, пола сат, може и час работа. Супер, да. Имаме уште никого на линија. Добар ден, кому? Добар ден. Добар ден, повелета. Овде се возам со 22-ка, стрикно за тоа ме интересира. Повелета. Не знам дали е запознаен директорот. Кажете, го запознаваме заедно. За ова почна со електронските картички, 22-ките се катастрофа, значи при тоа беше супер. Добро. Па почна, не знам колку е запознаен, значи колку гужва има на Сабајле кога се оди на работа. Мислите дека само е со 22-ка? Не може да се влезе во автобус, тоа е катастрофа. Значи, барате уште некоја линија плюс, така? Или на пократок временски интервал? Мислам дека е запознаен, значи многу има народ, многу има гужва, а да не зборам кога се возат пензионериве без пари. Така, да. Плюс има ученици од септември нови што одат во школа. Значи, секој Сабајле одам со различни автобуси да гледам кога има помалка гужва. Значи нема шанси во ниеден да влезеш. Не може ни да влезеш и да стоиш, па камо ли да седнеш. Да. Ви благодарам. А многу народ е, многу. Од Волково до Железница. Да, и голема е релацијата на 22. Да, бројот. Ако може нешто да се направи плюс некоја линија да се пушти, барем кога се оди на работа од Сабајле. Така е, тука сте вие да ни кажете, да му кажете на директорот, а тој да ни каже дали е возможно ова да се направи. Да, тоа е возможно да се направи. Значи, се согласувам со случок на една констатација на гледачот во целост тоа што го кажа. Значи не согласувам само дека претходно било супер, дека сега е катастрофа, бидејќи претходно и сега има одредена разлика. Релацијата е иста, бројот на возила беше буквално ист. Добро. Ги добивавме овие информации. Во периодот на пролет и летото направивме одредени снимања и броење на патниците. Констатиравме дека има гужви. И фактички од 1 септември имаме вклучено веќе и возат дополнителен број на возила за да се растерети. И покрај тоа што вклучивме дополнителен број на возила, направивме во периодов од минатите 2 недели, направивме во неколку денови во ударните часови повторно снимање и броења, за да видиме како тоа се одвива. Она што можеме да го извлечеме како заклучок од самото броење, видна на анализа, е дека поголемите гужви се случуваат само во деновите вторник и петок. Всушност она што го каже гледачката, кога го користат на возрастна категорија бесплатниот превоз на граѓани. Меѓутоа тоа се случува
Пример, ако во еден час има, не знам, 10 поаѓања или поминување на одредена постојка, случува просек на 2 или 3 автобуси каде што е 100% исполнет капацитетот. Многу ретко се случува патник да не може да се качи автобус и да остане на постојка. Во моментов работиме на 22 и заедно на неколку други линии да видиме како можеме да вклучиме плюс уште по некое возило, барем во овие термини кога видовме дека постои проблем, за уште толку да го релаксираме и овозможиме подобар превоз. Значи свесни сме за тоа, ги гледаме тие работи и веднаш кога ќе ги видиме интервенираме. Сега знам дека граѓаните особено оние што го користат сакат веднаш да реагираме, меѓутоа мора да почитуваме пропишаната постапка како тоа се прави. Мораме да имаме анализа, мораме да го обработиме тоа што реално не е долг период, станува збор за недела, две евентуално. Меѓутоа мора да се направи одредена корекција во возниот ред. Извинете, само знаеме бројки колку, како вие тоа го сметате, имате со камери? Ќе ви кажам само да завршам, извинете. Го правиме тоа и правиме измена на возниот, предлог измена на возниот ред, истата мора да се достави до градот Скопје. Тоа оди на совет и мора советот да го изгласа тоа. Бидејќи сега сме во период на избори, така да мора, ние ќе го имаме тоа спремно, мора да почекаме да завршат изборите и веднаш на првата седница на совет се надевам дека советниците ќе го изгласаат. Ново, стари, нови, без разлика какви, дека ќе го изгласаат и ќе го прифатат. Како се бројат луѓето? Патниците во моментов, значи се бројат мануелно или рачно, да кажеме. Има методологија на броење, наши струčни лица, значи, го прават тоа. Втората бројка која што добиваме е бројот на валидации од влезени внатре. Во моментов работиме на еден систем каде што ќе можеме автоматски да ги броиме патниците. Имаме неколку варијанти пробано, за жал излегле нефункционални, особено она што е со сензори. Меѓутоа тоа може да функционира на самите врати само доколку сите се придржуваат влез предна излез задна врата, тоа е невозможно и воопшто се откажавме од тоа. Сега работиме на еден начин на броење кој што ќе оди на препознавање на лица. Значи face recognition броење. До сега тестирањата во неколку месеци наназад што ги правиме дадоа доста задоволителни резултати со точност од над 95-6%. Што е супер. Да, меѓутоа имаме еден мал проблем софтверски што во моментов се надевам дека се решава и дека ќе се најде решение за тоа, за да можеме во реално време да ги броиме. Сега можеме да извадиме снимка оном кој што имаме камери во автобусите, односно снимачи, и после тоа да ги изброиме. Работиме на тоа во даден момент кога се влегува, да видиме, бидејќи така ќе можеме многу полесно и да контролираме оние диви патници. Бидејќи ќе ни даде показател колку имаме во автобусот и ние ќе видиме во момент колку од нив се валидирале. Пример, има 100 патници, меѓутоа само 80, значи ќе знаеме дека има 20 патници кои што немаат билети, така на тој начин многу полесно ќе можеме да организираме и самата контрола, каде да излезе, каде да се упати, каде да интервенира и слично. Знаев дека јас нема да поставам прашања, ама добро е да е така. Повилета, гледачите се овде и вие сте господари секако на ова отворена утринска програма ИТН. Информации само за вас. Добро утро или добар ден кому? Добар ден. Добар ден. Јас сум пензионер од Скопје. Да. Сакам да поздрав до гостинот и до вас. Да, благодарам. И до вас поздрав. Поздрав. Сакам да поставам едно прашање. Јас имам оние пензионерски денови се слободни. Добро. Меѓутоа имам и картичка со доплата. Во истата таа картичка имам доплата си купувате 300 денари си доплатите. Сега како можам да проверам јас, да речеме, остаток уште колку ми остана средства на картичката, за да не остана да влезам во автобус. Па да немате пари. Да немам пари. Супер. Да ме казнат. Да ве казнат, не дај Боже, да. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден, да. Повелете. Ова е една новина која што воведовме од пред една година. Значи за сите овие лица кои што се мери за жени 62 и за мажи 64 години кои во вторник, петок и викенд имаат право на бесплатен превоз, а воведовме една можност со доплата од 300 денари на месечно ниво да можат и останатите денови да се возат. И реално тоа во еден добар дел ја релаксираше малце гужвата во сообраќајот, бидејќи стварно огромна бројка на оваа категорија на луѓе си доплаќаат, не мораат само во вторник и петок во текот на неделата да се возат, можат било кој ден.
А првиот начин на проверка е, значи, во било кое продажно место, билетара или наш пункт, да иде со картичката, да ја проверат нашите служби таму и да му кажат колку има средства. А вториот начин е, доколку не е вторник или петок, значи понеделник, среда, четврток, да влезе автобус, да се куцне и да види дали самата ќе му покаже дали има или ако има уште колку се преостанати. И третата варијанта, која што се уште не е во продукција, меѓутоа ќе ја воведеме за многу брзо, е да може тоа да се направи преку интернет. Значи, софтверот е веќе завршен, поврзувањето со банките е во тек и за многу брзо ќе го пуштиме во продукција вебно дополнувањето. Значи, вебно дополнувањето, секој што има картичка, ќе може да седне на интернет и да направи на дополнување за кој износ апарати кои што беа споменати, и TVM-ите се користат, меѓутоа во многу мал обем. Меѓутоа преку ова на дополнување веб на интернет исто така ќе може да имате контрола на трансакциите. Да видите колку средства ви се останати, родителска контрола, да проверите, нели, за дете и слично, така да за многу брзо ќе го имаме како опција и ова. Знам дека имаме гледач, ама јас сам уште една дополна само дали ќе има можности во Гранап, од Гранапче до трговски центар да имаме можност на дополнување, во моментов пошто нели ќе се исклучиме за тоа каде и колку часот работат. 254 продажни места. Добро. Од тие 254 продажни места, веќе гледаме во позадина како само 33 се на ЈСП. Сите останати, значи негде околу 200 и колку ќе до 20, на 220, се баш такви гранапчиња како што вие велите. Добро. Значи сам послуги, дуќани, трафики. Буквално нема територија, нема локација во град Скопје која што не е покриена. Во аеродром каде има освен тоа место каде што? Во аеродром има најмалце 6 или 7. 6 или 7, добро. Морам да ги запознам. Ги имаме на сајтот? На сајтот, буквално со локација на мапа дадени точно каде GPS-одам таму право. Нема никако, значи сериозно можете исто и новата апликација која што ја пуштивме и за Android и за iOS телефони, значи комплетно за сите ЈСП во движење. Исто така ги имате сите продажни места, исто така со мапа 3D можете многу лесно да ги најдете било каде да сте. Супер. Одиме сега со следниот господин или госпоја. Добар ден, кому? Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, односно да кажам, јас не се возам често со автобус, меѓутоа многу често поминувам покрај автобуските станици и забележувам дека автобусите, конкретно во центар кај Багат, автобусите застануваат по 3, 4, 5 некогаш, нели, зависи како кој доаѓа на автобуската станица. И дека луѓето трчаат да го фатат тој последен што ако е нивниот број кој они го чекале, тоа е страшно едно трчање, едни на лево, други на десно, гужва по автобуската станица. Сега јас го разбирам моментот дека оние што стасале веќе, што се во автобуси сакаат да се симнат, од автобусот вај чекаат да се отварат вратите, нели, и да си ја вршат работата што треба да ја завршат. И за мене е во ред да ги отворат вратите, онаму каде што застанал автобусот. Меѓутоа, за луѓето што треба да се качат, за патниците, треба автобусот повторно да застане, значи на самата автобуска станица. За да нема трчање. За да нема трчање. И секој ќе знае дека има второ застанување. Не мора да трча, него дека ако почека уште пола минута или минута, дека автобусот ќе дојде пред него и ќе застане, тогаш ќе се качи и нема да нити ќе се судира со луѓето кои се симнуваат. Така да ова го сметам во култура на возење, затоа го спомнувам. Со вакво нешто се соочи во странство, видов дека тамо нема шанса да се отворат вратите на 10 метра подалеку од автобуската станица, него точно тамо каде што автобуската станица. Се јас не знам, можеби правилото им е такво наложено на возачите, меѓутоа не се случува во живо. Ете тоа беше мојот коментар. Инаку сум многу задоволна од начинот со електронски картички. Јас лично да ви кажам, пошто стварно многу ретко се возам, се плаќам со телефон. Тоа ми е наједноставно. Ако е 5 денари поскапо, ама вам ви е наедноставно, како сакате, важно. И нели кажувате им само на оние во автобус кои што не се културни, дека не ни треба веројатно да ни испринтат кодекс на однесување, како да бидеме покултурни таму. Ви благодарам за јавувањето, одиме само уште еден гледаш па со два одговори. Добар ден, кому? Добар ден. Да, повелете. Се јавувам од Избегова. Сакам да прашам за
дали и кога се планира да се врати автобуската постојка на бројот 18 пред градската општа болница, порадашна војна болница. Добро. Колку знам, барање е поднесено, се чека само на одобрување од ЈСП. Добро, 18, така? Сега стои Александар Палас. Добро. Александар Палас, патниците одат пешки до градската општа болница, што е 500 и нешто метри. Тоа е премногу за инвалиди, за... Извинете, уште еднаш, која постојка? Да, само уште еднаш, вели господинот Јанушев, која постојка? За која постојка станува збор? Кај градската општа болница. Кај градската општа болница. 8 септември. Зборуваме 8 септември, кај војна болница. Добро, бивша војна болница. Така е, добро. Се разбравме. 18, така? 18 е бројот. Автобусот со број 18. Добро. Има поднесено, колку што знам, чека на одобрување од надлежните во ЈСП. Добро, ви благодарам за јавувањето. Останете и натаму со нас, господинот Јанушев одговара веднаш. Точниот одговор го немам, ќе треба да проверам. Значи барање велито има поднесено. Да, не станува збор за барање или не. Имаме одреден број на постојки кои што се однесуваат баш за овој дел на градот и особено на делот на Партизанска, кои што не бевме во можност да ги поставиме од неколку причини. Во едниот случај имаше веќе одредени објекти на самите постојки, дали беа тоа времени, трафики, негде имаше жардинјери и слично. Имаше можност да ги направиме. Мораме да почекаме надлежните да реагираат, истите да бидат отстранети, за да можеме да ги поставиме постојките, додека во еден друг дел не беа опфатени, односно не биле во минатото опфатени со ниеден проект. Како биле поставени не навлегувам, меѓутоа се уште чекаме да се донесе тој проект, за да можеме после тоа нели нормално, легално, законски согласно процедурите да ги поставиме истите. А за одреден дел, значи има едноставно технички проблеми, неизводливо како да ги поставиме, каде што е премногу тесен тротоарот, па по самата постојка ќе излезе на коловозот, или оној дел што е позади постојката е на приватно лице, па едноставно не можеме да поставиме таму, така да се соочуваме со таков вид на проблеми. Сек донаму каде што сме имали услови за поставување, постојките се поставени. Еве, во минатата година само има поставено над повеќе од 50 постојки нови, додека во периодот претходно, во претходниот период од негде 3 години се поставени околу 230 нови постојки. Че последните 3 години имаме речиси 300 нови постојки поставено или обновено на целата територија на градот Скопје. Да, го запишав ова што го кажа господинот. Па ќе се обидете да реагирате. Првично да проверам која е причината зашто не е поставен. Доколку нели станува збор само на неажурност на нашите служби, секако дека ќе се интервенира веднаш. Да, а ова со второто интересно е, вели вака. Со господјата? Да, значи на рекорд, да, добро, сите сме се соочили, вие сте биле нели студенти, сме ние секојдневно се соочуваме со тоа. Ќе си трчаш, Едно е кое е правилото. Значи автобусот доаѓа на постојка, мора да застане, стои. Нема определено време колку треба да стои, значи стои додека излезат патниците, додека се качат тие што го чекаат и треба да тргне. Меѓутоа знам дека тоа не е секогаш така, особено на најфреквентни места. Трчаат, викаат, мафтаат, бараат да застане. Од една страна, што е почовечно? Дали да се придржува согласно правилата и да продолжи да го игнорира патникот, или да застане, да му отвори врата да се качи. На секој некој кој што ќе дигне рака. Секогаш има различни ставови, различни гледишта, не би навлегувал во однос на тоа што е исправно или што е поправично или морално или не знам како поинаку да го кажам. Веројатно има оправдувања и за едниот и за другата страна. Имало и несакани ситуации каде што не застанале, па после тоа возачите биле напаѓани, тепани, им се заканували и слично. Така да, ако господјата има некој предлог како би го решиле тоа, значи радо би ја изслушале и би виделе дали тоа би било изводливо. Супер. Ви благодарам за ова гостување. Се надевам дека ќе отвориме една ваква соработка, па ќе доаѓате на еднаш месечно можеме да договориме. Стоиме на располагање, работиме интензивно, не чекаме секогаш нели граѓаните самите да собираме фидбек. Имаме огромни промени направено во последниот период, како во
бројот на линии, нивната колку се честити е, нови линии имаме пуштено, имаме сменето, одредени нели почетни и крајни станици се со цел да излеземе. Мислам стварно е огромна бројка, така земам да ги читам ќе ми треба сигурно едно 10 на 15 минути сите. Немаме време. Ноќни линии имаме воведено, новите постојки односно на настрешниците кои што ги ставаме многу работи. Имате ви еден список, а ние да, имаме многу работи, така да сме отворени кога сакате. Така можеме пак, да. Еве, договорено, да. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам и вам, драги мои, што и овие 180 минути се будевте и расонувавте заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова. Информација точна и навремена. ИТН. И така ние полека продолжуваме натаму. Сега имаме платена политичка програма, па рекламен блок и четвртото издание на најсвижите информации само на телевизија Нова. Бидете тука.